Да, одиме со последниот гостин, односно гостинка во студиото на Телма. Вчера вечер се случи, секоја година се случува всушност на студентите, на оние кои што се дел од Меѓународниот институт за цури, се случи нивната модна ревија. И токму затоа Анастасија Богдановска се е во студиото да ни ги каже импресиите од настанот кој што се случи вчера вечер, значи како помина ова модна ревија, што се работиле студентите, што научиле, а ќе зборуваме малку, ќе се осврнеме и на името и презимето и за цури. Тоа името и презимето кое што веројатно треба сите да го знаеме или ако не сме го знаеле да го запознаеме преку ова гостување на Стеси. Здраво, живо, добре ни дојде. Добре најдов, благодарам на поканата, навистина ми е задоволство што сте тука. И нам секогаш кога зборуваме за мода и кога зборуваме за луѓе кои што умеат да им пренесат своји искуства и од високата мода и од се она што значи моделирање, дизајнирање, влегување во светот на модата. Од она интервју со кое што нели сакам да го помуабитиме низ тоа како освен она како помина нели вчера вечер студентската модна ревија, зборува многу за тоа дека и Македонија, а и Скопје има човек кој што од тука тргнал сосем случајно нели во Париз и таму стигнал до висока мода, Жерар Депардие и приказни безброј, но она што го запомнив од ова интервју вели на светско ниво само 900 луѓе всушност се облекуваат по висока мода, нели? Се друго е она што ние треба да го избереме и да го создадеме свој собствен стил. Веројатно се импресивни неговите предавања, начинот на кој што им помага на студентите. Ајде вие одблиску заради тоа што сте внатре во процесот како изгледа да си дел од тој тим на студенти. Многу е интересно заради тоа што професорот Иза Цури е навистина една фасцинантна личност која што секој кој што го сретнал или кој што го дури да го забележал, можеби дали на телевизија или едноставно да погледнал слика и да слушнал малку за неговата приказна, веднаш остава впечаток и сите го препознаваат. Нема тука никаква утка во моментот дека тој е тој кој што можеме да кажеме дека носи некако ја носи модата на највисоко ниво тука во Македонија. Мислам дека имаме навистина и други фасцинантни ликови кои што излегле надвор и кои што навистина работат тука со студенти или кои што пренесуваат како дизајнери, но неговата приказна е толку специфична и толку пред се интересна. И начинот на кој што тој го пренесува сето тоа, а да не зборуваме за квалитетот на она што го изучуваат студентите од негова страна, значи тоа е навистина нешто што дури не може со зборови да се објасни и тоа е затоа и вчерашната ревија и изложбите кои ги работиме се обидуваме преку тоа да ги нели целата публика да види навистина во физичка форма изработени модели од студенти од прва до четврта година, вклучувајќи ги значи од прва година како тоа извонредно изгледаат. Да, она што го гледаме само да останеме доследни до гледачите е минатата година ова случување заради тоа што немавме време доволно за да ги собираме фотографиите од оваа година, но и ви им ветуваме на гледачите, вие ќе ни пратите, а ние ќе ги прикажаме новите модели на студентите што тие сработиле оваа година. Од она што можеме да го гледаме низ овие фотографии, гледаме дека тоа се навистина извонредни парчиња и дека не знам која година бил овде, нели тоа го немаме како податок, но навистина се е носливо. Значи се е нешто што може да ти фати око и можеш да го видиш можеби на некоја модна ревија низ светот. Всушност она што го гледаме сега во моментот е од ланската годишна ревија која што беше омаж на Тиери Муглер. Огромен дизајнер, огромно дизајнерско име од светски рамки и со навистина впечатливи дизајни кои ги погледнал повторно ги памети. Тоа се навистина референции кои што се многу важни за било кој кој што и најмалку ги интересира модата. Така. Како беше вчера вечер? Вчера вечер беше исто подеднакво интересно би рекла како лани. Која беше темата? Лани беше Тиери Муглер заради фактот дека господинот Цури работел со години со дизајнерот и всушност откако почина избра да му направиме омаж и студентите избра по одредени дизајни кои што беа изработени од Тиери Муглер, па тие или по своја инспирација или како да ги редизајнираат, така што многу од нив потсетуваат или навистина наликуваат на Тиери Муглер. Тоа беше целата идеја. А оваа година им дадовме малку поинаква тематика. Темата беше модата и филмот, со што секој од студентите си одбра еден филм
нормално со објаснување на целосната инспирација, значи работеа доста долго, не е тоа вчера избрале и сега се обиделе да го направат. Значи со месеци работеа на тоа и презентиравме 32 дизајни. 32, браво. Од 32 филма кои што беше всушност не беше ни она класична модна ревија, се случи во Кино Милениум, меѓутоа беше нешто помеѓу модна ревија и филмско доживување. Филмско доживување, така е. Може ли, Сеси, да ни кажеш што избра студентите? Кои беа филмовите, барам оние на кои што ти се сикеваш? Тоа што еден од најинтересните моменти за мене како некој кој што ги координираше во целото тоа беше дека навистина имавме разнолик избор, имавме од се. Имавме од цртани филмови, од анимирани, па преку легендарните филмови. Црно-бели можеби веројатно и тука ви била така, или? Па имавме ликови како Ава Гарднер и Одри Хепберн, кои што мораше да Одри, да речеме, тоа би ми кажала така. Имавме дури две Одри. Добро. Да, кои што мораше да се запазат, или Едвард II кој што по 91-та година и понатаму нормално и до најновите сега кои што се излезени како Дамзел. Навистина имаше буквално од се и многу беше, јас би рекла навистина забележително дека имаше секако некаква, ја мислам студентите го пронајдоа тој детал да тие костими оставаат навистина трага понатаму, како филмски, така и модно во модната индустрија. Да, во костимографијата во филмот. Да. Сакав да прашам нешто што е многу важно. Колку од девојките, момчињата кои што се дел од Меѓународниот институт годиниве се никаде надвор? Дали имаме веќе представници за кои што можеме да зборуваме дека навистина доследно ја представуваат македонската мода, да речеме никаде надвор, па можеби се занимаваат со мода, со моделирање, со дизајнирање, можеби во висока мода или не знам каде, ве кажете ни. Професорот Цури милува да каже дека навистина оние кои што дошле и студирале дури да не го изоделе целиот пат од 4 години кои што го имаат студентите, работат потоа со 100% успех, што значи дека навистина си го наоѓаат своето место, секој со своите амбиции, идеи, желби. Но имаме и студенти кои што се надвор и што е исто така навистина многу важно не само за институтот, туку и за нашата држава како малечки од кој што е всушност и малку и тешко да се излезе. Немаме толку пристапност како што би сакале да мислиме, како што би милувале, но имаме студенти кои што работат навистина за најголемите светски имиња во моментот, меѓу кои се би ја спомнала еве сега Јехона која што работи за Алаја и сето она што го гледаме на пистите и на ревиите што се од Кутур е дел од целиот тој процес и тоа од еден мал тим. Всушност студентите одат надвор на пракса и нормално важно е да ги препознаат како такви, што значи дека квалитетот навистина остава трага. Супер, да. Она што нели треба да го споменеме кога Иза Цури во прашање сакав да биде дел од овој муабет, вели јас сум должам на мајка ми која ме натера да го научам овој занает, должам на моите мајстори за она кое што денес го знам, на мајстор Страхил Јакимовски Цале, Благој Ангелковски, Томе Малиновски, големите македонски крујачи, нормално должник сум на мојот голем мајстор од Франција Алаја. Тоа се неговите зборови. Овој дел дека нели влегуваш во тој свет кога треба во Франција, во Париз, одиш во местото каде што нели кога е Париз во прашање веројатно заедно со Милано и уште некои други градови низ светот асоцираат на мода. Нели веднаш асоцираат на мода. Вели таму морав да работам 4 пати повеќе од французите за да се докажам на тој пазар. Колку вие знаете од таа негова приказна, веројатно знаете повеќе. Фасцинантна приказна. Значи неверојатна. Сосема случајно оди во Париз и оди на краток период, што меѓу другото едно од најинтересните работи што ги кажува, отидов со едно кесе, се вратив со куфер и назад и сега ги оставам на студентите тука. Тоа што е отидан навистина на рана возраст и со одредени техники кои што ги научил и принципи на работа пред се, кои што ги научил тука токму од мајсторите кои што ги спомнавте, кои што значи и во тоа време сме имале некој кој што навистина знае што прават. Така е, да. И тој е отишол таму и сосема случајно заглавува во Париз и мора некако да се снајде. Со тоа што му нели што и како знаеш да правиш, тоа знам да правам и на лету, тоест го внесуваат
го препознаваат и го внесуваат директно во Хермес. Што е навистина во тоа време особено исто така, затоа што важни се тие техники кои што ги задржуваат на изработка. Од таму потоа нели работи со Муглер, потоа го се запознава со Алаја и продолжува со него се. Супер, да. Вели сум работел за Жерар Депардие, Кристофер Ламберт, Шон Конери, Моника Белучи, Жан-Жак Ануи и многу други. Во контекст на она кој што беше тема вчера, нели? Да, вака, нели, кога зборувате со него, колку можеме да дознаеме за тоа какви се тие, што барали, имале ли никакви, не знам какви барања, или се тоа била во служба на, не знам, филмови, филмски остварувања, не знам, представување пред публика, не знам, кански фестивали или не знам какви веќе фестивали, што вели тој? Ги раскажува приказните од пробите кои што ги имале и од фитинзите, затоа што нели тој бил задолжен за да навистина бидат изработени соодветно тие парчиња кои што ги носела. И интересно е тоа што веднаш потоа го научиле како во тој период нормално југословенат кој што потоа го барале како тако, знаејќи, мислам, очигледно си ја вршил работата како што треба, така што дури тие кои што не се во мода, меѓутоа кои што се директно поврзани со модата, нели го препознавали, знаеле дека тоа што го прави е добро, па го барале потоа. Има своји анекдоти и за жал јас не би ги репетирала бидејќи навистина тоа најдобро го прави негови, тоа. Така е, да. Но она што го кажав и на почеток и сакам исто така да го искоментираме, вели секој креатор има свој стил, секој купувач има свој стил. Денес имаме среќа што постои огромен избор за малку пари да изгледаме елегантно, така што секој може да го изгради својот стил. И сега на ова се надоврзува и онаа другата приказна за која што сакам да помоабитеме. Му благодариме сите заедно што се враќа овде за да ни помогне на сите нам да ни даде, како велат, куферите полни со искуство и со знаење, да ги пренесе на младите кадри, па и потоа да им покажеме на светот дека ако сме мали, можеби заслужуваме внимание. Важно е тоа што студентите кои што доаѓаат кај нас навистина препознаваат дека имаат нешто што и како да научат од него. И тој со целото свое искуство, но и со целата негова желба, тој навистина не може да се избегне тој момент дека тој од утро до вечера во институтот и е достапен на студентите цело време, значи е таму за нив. Тоа е важно, достапен е, така. Ако има некој никакво прашање, така, секогаш има одговор. Дури има потреба од тоа да биде тука, да им пренесе и колку што може да научат. Не знае да седи мирен, постојано има потреба да работи и најмногу што сака е да работи со нив. И тоа веднаш се гледа во дизајните на студентите и затоа и тие имаат толку добри резултати што од првата година. Немаат никаков проблем понатаму потоа да се снајдат, доколку навистина секако тоа е индивидуално, колку тие ќе се внесат, колку тие ќе се пронајдат во тоа што го избрале во тој момент, нели, за да го работат, меѓутоа доколку навистина го сакаат, доколку навистина се посветат, веднаш се гледаат резултатите и навистина може и дури многу повисоко да целат, што е многу важно. Многу важно, така. Да се задржат тие соништа кои што така. Споминавме изложба која што треба да најавиме, за што станува збор? Да, ние, како што споменавме, имаме годишни ревии кои што ги правиме со завршните модели на тематиката која што е зададена. Меѓутоа, оние кои што немаа можност да ги погледнат вчера вечер заради нели тоа што беа лимитирани местата и навистина беше така, нели, од специфичен тип настанот. Сега ќе имаат можност на оваа тридневна изложба која што започнува денеска од 12 часот во кинотеката на Македонија, во блиска соработка со Универзитетот Европа Прима, нели, за филмски уметности и со кинотеката секако, да ги погледнат одблиску дизајните како, нели, во форма на изложба, поставени на кукли со сите нивни детали, да ги погледнат, што всушност студентите изработиле. Да, само сакам да кажам, да прашам уште нешто, знаат студентите кои што прави седомодната ревија? Меѓу нив, да. Меѓу нив знаат, меѓутоа не се тоа постојано инволвирани да се проверуваат и се. Пак треба некако изненадување, нели, да биде поинтересно за сите. Да, не се некој дел од нив како и секаде нормално повеќе се дружат и повеќе соработуваат и си помагаат повеќе. Нели, меѓусебно, меѓутоа дел од нив немаат навистина контакт со тоа што другите го прават, особено прва година си се многу лоцирани во својот дел од ателието,
останатите малку на другата страна. Што и за нив беше интересно кога ги видоа со сите детали, затоа што имавме особено од прва година и со сите предизвици кои што ги имаше училиштето и кои што тие ги има оваа година, изработија модели со некои детали кои што е интересно кои ќе се видат така како завршена приказна, како една целосна слика. Да. Имаше момент кога тој нешто им кажуваше или само нивната приказна беше кажана пред пласирањето на моделот, да речеме? Оваа година малку порано им го најавивме како тема и се надевавме како млади генерации дека повеќе ќе се инволвираат, ќе ги натераме многу повеќе да гледаат филмови. Што всушност и дел од идејата да не е само да изучуваат како да сошијат нешто, како да изработат нели одредени патерни за тоа како нели моделите како треба да изгледаат, туку навистина да им се изгради таа модна култура која што е всушност присутна во се. Затоа што еве во мартовската изложба која имаме исто така која што е на слободна тема, тематиката беше театарот на модата, театар де ла мод и беше имаше историска референца на настан кој што сите високи дизајнери од куќата за од култура нели во поствоениот период после Втората светска војна прават изложба за да се обидат да ја вратат модата нели во својот сјај. И се собираат сите на едно место, сите со слободна со своја инспирација тема. И тоа го направија и оваа година, меѓутоа нормално историски да научат нешто повеќе. А сега беше идејата и да гледаат повеќе филмови, значи да ги едуцираме малце да имаат навистина едно богатство да понесат од тоа не само мода како мода и парчиња како парчиња. Така што беше предизвик. Меѓутоа, нормално, кога се фокусира, по изложбата од март, се фокусира малку повеќе на ова и мислам ги забележува и одредени детали кои што и мене ме изненадуваа, така што тоа е многу важно, значи навистина дека работат, учат и мислам дека тоа ќе им остане секако ука до живот. Така. Зацената по бекстејџот, дали имаше коментари за тоа какви беа нивните реакции на студентите зборувам? Меѓу нив? Да. Фасцинирани се сите, навистина, колку што беа различни филмовите, толку беа различни и дизајните. И приказните, така, да. И тоа беше навистина забележително за време на ревијата, тоа навистина беше момент на менување од еден жанр во друг, во трет, за публиката. Мислам дека не остана рамнодушна, а и кај студентите истото беше, затоа што убаво беше и да се види колку едни од други се фасцинираат и се радуваат на успесите, на останатите. Што исто така е многу тешко, посебно во светот на модата, да видите соработка и да видите нели подавање рака. Баш поддршка, така е, да. Ви благодарам сите за ова гостување денешно. Да, ќе ни ги пратите фотографиите, а ние ќе направиме прилог или барем ќе ги прикажаме на гледачите за да не останеме должни. Она што сме должни да им го кажеме на самиот крај дека ако не сте биле дел од оваа лимитиран број или на луѓе кои што биле нова студентска модна ревија, тогаш овие 3 дена поидете во кинотеката на Македонија веќе од денеска, така? Веќе од денеска до 12 часа. Од 12 натаму можете да поидете и да ја видите оваа изложба од блиску што тоа сработиле студентите од Меѓународниот институт Иза Цури. Ова беше последната содржина, си ви благодарам за присуството, ви благодарам и вам драги наши што и денеска избравте Телма за свој пријател, нека биде така и утре.